Ситуацијата со корона кризата е длабоко навлезена и во ова поле, во културата, замерено е се. Како ќе го опишете овој момент на корона криза во делот на културниот сектор? Ова е навистина нешто тешко кое што ни се случува. Короната кризата е ново искуство за сите нас, особено за нас во културата. И таа посебно ја погаѓа суштествената улога која што ја има културата и уметноста. Тоа е физичкиот контакт, одржувањето на блискост со луѓето и се. Оваа корона, за жал, значи мерките за борба со оваа корона, е се она што е спротивно на мисијата на културата во едно општество. Сега, ако зборуваме за тоа, јас мислам дека сепак сега во ноември сме далеку поискусни отколку што бевме во март. Барем знаеме кои се општите мерки, а и кои се горе-долу посебните протоколи, а од друга страна знаеме и низ кои активности и културата и уметниците одреагираа. Не знаеме колку ќе биде жесток бранот кој што доаѓа и колку ќе трае. Ограничувањата дали ќе се воведат или ќе останат сепак во рамките на овие протоколи, меѓутоа останува предизвикот дека ние од една страна треба да се грижиме за публиката, за граѓаните кои што треба да дојдат и да бидат безбедни, а од друга страна нели ја имаме и обврската доколку имаме заболени уметници или заболени членови во колективот, дека и тоа го оневозможува создавањето на еден културен производ. Но, пак велам, имаме искуства врз база на кои што може да направиме и ние некој сценарија или да дадеме некакви рамки како да се однесуваат и институциите и сите други корисници. Во ваква ситуација, какви решенија нуди владата во делот на културниот сектор, во делот на културните работници, но и граѓаните кои ја чувствуваат оваа празнина веќе 8 месеци? Доколку ситуацијата не е најлоша, односно доколку се одвива со ова темпо, институциите и сите простори, јавни простори, работат со намален капацитет, од 30 до 50 до 70%, со цел да се одржи безбедноста по здравието во затворените простори, што се однесува до уметниците, по институциите и другите луѓе во културата понудија комбинирани настани. Некои одеа со настани само онлайн, некои одеа со редуцирано физичко присуство кое што се прилагодува на форматот на 2 метра растојание и носење маска, а некои па и комбинираа. Така што веќе имаме 3 или 4 генерални активности кои што можат на тој начин да се направат. Ако се на некој начин, ако се забранат културните активности, ако се забрани одвивањето или се затворат институциите, тогаш она искуство кое што го имавме во март, а кое што најмногу го разви, например, градот Скопје како организирана активност, ќе им го препорачаме и на општините, а во таа смисла нели тука битен партнер е и Министерството за култура, да таков тип на солидарни јавни настани со кои што сепак ќе се подржи фелата, ќе се подржат уметниците, музичарите и сите други уметници, да прават специјални настани со цел да се одржи духот, доколку пак се оди во рестрикции, тоа може да биде една од насоките. Секако останува да се помага и на оние уметници кои што се надвор од институционалниот систем, кои што немаат долгорочни ангажмани. За нив ние во периодот април-мај направивме сет на мерки и да речеме тие добиваа помош од минимална плата за месец или два. Останува дека повторно оние што се најмногу погодени од уметниците, кога ќе видиме дека сите нивни ресурси или поголемиот дел од ресурсите им се ограничени, да тие мора да се бават со голо преживување, тогаш владата ќе дизајнира и мерки за да им помогне на тие уметници. Секако ми се чини дека Министерство за култура исто така беше максимално отворено и тоа дозволи да
настани се презакажуваат, да се одложуваат, да се пренаменат дел од проектите или дел од проектните активности, да се направи од друга страна онлайн наместо физичко присуство, а во годинашниот конкурс има и посебна мерка за дизајнирање или алтернативно сценарио за одржување на сите јавни настани и на сите проекти во услови на ковид криза. Така што верувам дека сега и самите културни работници, и институциите и сите останати ќе ги форматираат и дизајнираат своите проекти со цел да не бидат погодени од ковид кризата, па да мора да се доаѓа до најнепосакуваното откажување или одложување или нереализирање на проекти. Колкава е штетата од досегашните 8 месеци од корона кризата во државата врз културниот сектор и врз културните работници? Најпогодени се така наречените фриленсери или невработени или оние кои што беа посебно активни во меѓународната дејност, а кои што има физички активности или процесот на соработка е таков да мора тоа да бидат копродукции. Се разбира дека културните институции претрпеа голема штета во поглед на нереализирање на голем дел од програмата, но за среќа нивните плати беа непроменети, уште повеќе со потпишувањето на новиот колективен договор, тие плати за вработените и многу порасна, односно се изедначија, беа отстранети неправдите на системот од порано. Така што во таа смисла би рекол дека институционалниот сектор не е загрозен. Најмногу настрадаа оние кои што всушност многу тешко се бројат, бидејќи не постои евиденција колку луѓе работат како хонорарни, па дури и некои од нив работат и во аспектите на сивата економија, а не знаеме колкав е нивниот број и тие не се регистрирани никаде. Податоците кои што се добиваат се неспецифицирани, па ние во таа смисла мораме нив да ги идентификуваме или преку репрезентативни здруженија со кои што соработуваме, или преку објавување на оглас на кој што оние што имаат потреба, самите се пријавуваат и доставаат докази, биографија или договори со кои што докажуваат дека тие работат во културата. Долгорочниот спас ќе биде да се продолжи со лиценцирањето и регистрирањето и на оваа група на културни работници и уметници од сите категории, кои што се најчесто фриленсери, да се најде модел, можеби по моделот на она што денес постои како самостојни уметници, да се регистрираат, да бидат човек фирма и како такви да бидат лесни и за евиденција и за континуитет на работа, а во таа смисла и за помош и за поддршка како што се и останатите економски субјекти. Благодарам.